Поздрав и добродојдовте во петтото издание од серијалот подкасти за женско претприемништво, насловен како Тајната на успехот, кој е дел од проектот Национална платформа за женско претприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Во денешното издание гостинка е една млада дама, успешна деловна жена, по вокација електроинженер и косопственик на IT компанија, Ирена Поповиќ. Господја Поповиќ, електроинженер по професија, а денеска косопственик на софтверска компанија која изработува идејни решенија за текстилната индустрија. Да. Како би ја започнала, односно како би ја раскажале вашата бизнес приказна? Па вака, јас имам работно искуство од 23-4 години веќе и работев 20 години во една најголемите IT компании во Македонија. Стигнав до менаџерска позиција, нели, и тим лидер на тимот во ICT на луѓе и слично. И пред 3 години решив да почнам од ново, од нула, скроз сама, заради тоа што тоа ми беше веќе видено, значи кариерниот пат го достигнав најмногу што можев, немаше каде да одам веќе погоре и слично, така да тоа поле од животот некако го искусив, го направив се што можев, супер бев и слично и решив дека нели треба дека треба да пробам нешто ново, пошто ако не пробам, кога ќе бидам стара, ќе се каам. И решив дека ќе почнам од ново и беше многу тешка одлука и храбра и немав нешто многу од околината поддршка на таа тема, особено од пријателите, од дома да, меѓуто од пријатели, од типот на сега ти седи си таму, нели чекај си пензија и супер тие. И меѓутоа решив дека ќе терам, ќе пробам, пошто така ќе се каам само ако не пробам. Така влегов во приказната, најдов партнери во компанијата, значи од кои што исто така имав поддршка, нели? И така да тераме некако. Како се движи работниот процес? За мене беше интересно да се слушне изработка на софтверски решенија за дизајн во текстилната индустрија. Кои луѓе се вклучени таму и како се движи тој процес? Па интересно беше и за нас, пошто во принцип почна, значи тргна од барањата на клиентот. Значи имавме клиент еден од Белгија за кој што работевме едно класично да кажам ERP софтверско решение и запознавајќи го начинот на работа, како работа таму и што работа, така нели нормално со ваков бекграунд и со клиентите имаше отворени партнерски однос, од типот на слушај ова, нели може да биде по автоматизирано, тебе ќе ти биде полесно, ќе ти биде поевтино на крај на работата и слично, типот на дај да направиме заеднички решенија и така тргнавме и во принцип имаме неколку клиенти со кои што многу добро ни оди соработката, со години работиме нели многу решенија, од типот не слушаат, значи ни веруваат баш во тоа, од типот дека знаеме што зборуваме и дека пошто гледаат дека им помагаме со секое следно решение што ќе го направиме, значи дека имаат некаков бенефит онака во компанијата од тоа и се баш многу срекни, пошто сами не знаеле да тргнат низ тој процес, да кажем, на дигитална трансформација. Вака нели имаат партнер од другата страна кој што ги влече, онака за раче, ги носи низ приказната и го гледаат бенефитот од тоа. Во принцип класично да ни објасните, да. Значи они нудат свое. Да, значи они работеле на стандарден начин, не знам, 30-40 години. Да, така тргнуваат од некоја си скица, од типот на ова е моделот кој што ја сакам на мојот клиент да му го продадам, така. И ние земаме една обична проста скица, значи го цртаме во 3D, го ставаме на аватар, машки или женски, зависи од колекцијата, значи. Го ставаме во соодветна сцена, например, така, ако се работи за клиент кој што има, не знам, супермаркет, го ставаме во супермаркет, ако се работи за корпорација, го ставаме во офис средина слично. Значи ќе прошета аватарот, слично го ставаме во видео, го ставаме во VR апликација. Значи VR е еден супер уред со кој што ствари кога ќе го ставите на очи, така си може пред тебе како јас да сум на пример внатре во просторијата во која што се наоѓа вработениот до мене. Значи вака можеме да се свртам околу него и од сите страни да го видам тоа што го носи. Кога нашиот клиент значи го презентира својот производ на тој начин,
фидбекот што го добива од другата страна, значи имавме, да кажем, онакво едно во година дена, да кажем 100% начин на продажба. Значи се што имаше представено преку нашиве производи, клиентот имаше веднаш продадено. Мислам, тој левел на што му носиме ние на него е, како да кажам, онака тоа е нешто кое што секој сонува за тоа, така се што ќе тргнам да продавам, така си да ми биде продадено. Така да сонува за таква работа. Споменавте дека изработувате исто така софтверски решенија за самите клиенти да можат да направат еден производ или барем да го дизајнираат. Да, точно. Значи исто така увидовме, им го гледаме начинот на работа. Значи тоа е таа дигитална трансформација што зборувам. Од типот на ги гледаме процесите како работат они таму и ни викаме окей, во овој процес имаш многу репетитивни ставки, така тие може да бидат автоматизирани, да ги замениме со софтвер. И значи они дојда од левел, од тим во кој што за една работа, значи од типот на еве ти тебе еден дуксер, сега стави му тука лого, стави му, смени му ја бојата, ово она, па види клиентот. Да, па клиентот вика, па са ни ми се свија, малце овдека полево. Во софтвер тоа е еден клик, така и да се малце полево. Човечки фактор кој ќе земе тоа да го прави, така му треба саат типол за да го направи. И особено ако погреши, да, башка тука, значи башка уствари тоа на крај што се добива, нема, значи клиентот тоа што го гледа е буквално тоа што он ќе го добија, така нема типот на ама ја сега не мислев дека ова вака ќе биде. Да. За ваква активност, за ваква енергична личност како што сте вие, потребна е поддршка, се разбере од семејството, за да може да отсуствувате од дома и со таква енергија да трошите надвор. Па не мислам јас дека е тоа отсуство никакво, значи чисто разбирање, мислам дека е тоа нормално. Не мислам и на пример баш ми смета тоа таквото, типот дека машките не ги прашуваат од типот на ти киснеш на работа така кои ти ги чуваат децата, мислам ја работам цел живот, меѓутоа си го организирам времето, имам време за се. Мислам имам две големи деца, имам супруг кој што супер ме разбира, ме поддржува и слично, и децата сум ги пораснала и слично. Требаше веројатно да пораснат. Да. Изборуваме за целиот тој изминет. Да, еве сега вака приватно, значи ручек ми правеле баби, толку, ама друго си сум правила сама, така да. Значи кога се сака може на Да, у принцип да, значи имам и активен социјален живот, цел живот вежбам, цел живот, значи без пауза не сум имала никогаш, така да има време за се, сум организација треба. Значи не е неопходно и да го поставам прашањето дали некоја сте се соочиле со дискриминација со тоа што се жена или сте воочиле во однос на други женски личности. Добро. Значи вака сега јас доаѓам, значи јас сум електроинженер, значи уште на факултет дојка сум била, така цело сите околу мене машки биле. Во IT индустрија исто така сите биле машки. На состаноци сум имала во главном, јас сум женско, 8 има од другата страна, така да научена сум на нив. Премногу ги ценам. Како предност. Да. Па никако предност, баш онака премногу сум задоволна на тоа поле и премногу ги почитувам машките колеги, онака сите што сум ги сретнала во животот, значи апсолутно нула дискриминација имало и мислам дека од типот кога ти ќе се поставиш или на прва можда личи вака чудно, ама така кога ти знаеш што зборуваш, знаеш што сакаш, така знаеш како да го направиш тоа, веднаш се свичнува тој респект онака и се знае на кој левел зборуваме. Така да во однос на дискриминација таква паш никак. Да. Сметате дека девојките самите себе се стават во некоја подредена позиција? Да, мислам дека често се случува. Од искуства, например, пошто си кој сум работела со млади кадри, значи баш онака типот на само што излезени од факултет, да кажам. И апсолутно сметам дека женските се по-посветени, по detail oriented, значи одговорни за работата, од типот на нема да спие па ќе ја заврши. Машките се по такви површни, мислам ајде сега да не грешам, ама процентуално мислам дека има врска и сега, значи и тоа е супер онака за
за работа, баш онака супер. И едното и другото, значи за тоа нели едните и другите се комплементарни уствари. Така комбинација е супер варијанта, пошто ама треба да учат едни од други. Мислам дека женскиве треба поише да учат од машкиве колеги, пошто се овие по храбри, по безобразни, по такви по пробивни, да. Од типот на пример кога гајле мој ќе дојдат до еден левел кај што и двајцата се исто квалитетни, паметни и слично, така кај што на пример машкиот колега тргнува и вика јас ќе барам поголема плата или ќе барам бенефиции или сега што има тука свека, а женскиве се повлекуваат, не се толку многу такви пробивни да кажам, онака баш онака не се такви као седи и кјути некако. Значи баш онака ми сметало тоа. Да, некако а зборувам значи за исти левел. Така да цел живот онака сум ги будрела, правила да бидат такви похрабри, онака да кажуваат и да бараат пошто заслужуваат. Мислам дека тоа е онака им фали, дека треба да ги учат сите, да ги учат и од дома, да ги учат мајките, значи и сите да ги учат дека треба да не треба да кјутиш, не треба да земеш, да збориш и да си бараш тоа што сакаш онака, пошто заслужуваш. Да, според вас кои се еве три најважни карактеристики што би требало да ги има една деловна жена? Прво мислам дека треба да е многу вредна и многу паметна и работлива, пошто работите не идат туку така, од типот дека некој ќе ми го поклони мене, нели? Тоа, второ, да, упорноста и баш такво, типот на таква некоја храброст, онакво, као, не знам, поддршка од околината, еве мене, например, сепак сум социјална личност и секогаш ми треба поддршка од околината. Тоа не мора да биде супруг, може да биде купче другарки, така може да бидат ја, например, имам многу другари. Така да машки другари, значи со кои што седнувам и правам муабет за совети, за бизнис, за слично. Така имам уртак во фирмата кој што исто така ми е супер другари со кои што за се, значи онака зборувам и ми дава многу поддршка. Така да сакам да кажам кајде, ама треба да си најдат некој пуленце од кој што ќе црпат такво кога ќе влезат во некој мод, например, кога се усеќаш као по-несигурна или што и да е, значи треба малце таквото да си најдат купчиња некој од кој што накако некој ќе ти даде поддршка, таква мотивација, да. Никако такаво, баш делче, така тоа различно е за секого, ама треба да си го најдеш кој е тоа. Кои се вашите планови за во иднина? Па, фирмава моја е 3 години стара, си уште во фаза на стартап. Значи баш онакво тоа се вика и во рамки на фирмите, значи се вика баш во фаза на новороденче, кај што не може само, значи сега проодува, така да и нели, да, и уште многу енергија и се од типот проодува и сега нели знае да падне, па треба вака малце да го држиш. Така да ја поминам таа фаза успешно, да биде фирмата во фаза на да биде онаква self-sustainable, да биде стабилна, значи да има доволно клиенти, доволно поддршка, да имам кадар некој кој што ќе биде уште поквалитетен. Да, апсолутно, значи баш онака повеќе добрата работа што нели од мојава индустрија, онака што го тираме начинот на работа на компанијата на не продавање на услуги, луѓе и нели човечки фактор, туку и ствари правење на продукти, пошто тоа според мене онака визијата каде треба да иде индустријава, пошто вредноста на продуктот си има своја вредност. И баш онака растење на тие продукти, афирмација надвор, повеќе продажби на тие продукти, и тоа е тоа на кој што работам. Кадар по квалитетен, подобар, нели, кој што повеќе ќе се усеќа уште повеќе, нели, цело време во фирмата, пошто и тоа е многу голема работа. Значи, колку што работам на клиентите, повеќе работим уствари интерно, да создадеме тим, да создадеме корпоративна, да, баш такво и класна и мајка и се што треба, значи, за да создадеме таква и корпоративна култура во рамки на компанијата и слично, онака да се осеќаат срекни вработините, дека тука се, дека тука работат и слично. Сето тоа си бара работа, не е само онака као... Да, рековте дека имате веќе полнолетни деца, дали го одбираат вашиот пат? Па, конкретно Кирка ми има 18 години, да го бира сега, треба да се запишува на факултет следната година и веќе бира компјутер сајенс. Значи, она веќе отишла надвор од Македонија, уште средна школа учи надвор и така сам јас сметам дека прифатила од мене, да. Гените опрашање, ма и тоа и воспитувањето, она што го гледа, како че не што зборуваш, него што правиш, така. Да, точно, и гледа, да, и са
некогаш малце ми смета тоа што мислам дека премногу гледа и премногу е слична, ама од друга страна, сега тоа е тоа, па сега нели ќе научи да си ги ќе научи да си ги изневелира, да. И натаму постигнување успеси. И би го заокружиле разговорот со едно прашање како би ги охрабриле младите девојки и младите жени за да почнат собствен бизнис. Вие сте тргнале на 43 години. Да, и на ново, и како тие би почнале од почеток? Па прво еве искуствено, некако ми е криво сега за тоа што малце порано ни тргна во ова, така да мислам дека треба да бидат такви поохрабри. Ептен ги охрабрувам да одат на технички факултети, дека не да се за женски, него ептен IT индустријата апсолутно не е тоа. Јас сум завршила нешто што се викало електротехнички факултет, меѓутоа IT индустријата е толку многу голема, широка и толку многу има потреба од кадар тука, од креативност, од вредни вработени, онака, од тимски работници и слично. Значи, тие се основни карактеристики што жениве стварно ептен ги имаат, онака, мал прст ги носат. Така да бидеш дел од IT индустријата, сега јас, нели, од моја страна се тргнам и сметам дека тоа е најубавата работа на светот. Така да ептен ги охрабрувам да влезат во таа индустрија. Значи, да почнат да идат на технички факултети, да бидат подобри од машките колеги, да бидат похрабри од нив, значи. И исто така, кога ќе дојдат до левел, исто индустријава е таква убава затоа што многу брзо стигнуваш до некој левел во кој што нема каде више што, пошто многу брзо се случуваат работите, така да кога ќе видат дека стигнале до некој ниво во кој што и сега што да правам понатака, тогаш излези, направи нешто свое, имаш доволно искуство, значи знаеш луѓе, собери ги луѓето со тебе, направете заедно нешто. Никако уопште не е толку многу страшно и тешко, онака, баш онака пример за тоа. Да, добро, се надевам, да. Господјо Поповиќ, ви благодарам за разговорот и ви посакувам само успеси. Фала ви на вас многу.